Во продолжение ќе погледнеме дел од активностите и едно убаво видео од Општинската организација на Црвениот крст Неготина. Секој крај е вопит во нова мисија, а нашата мисија секогаш започнува со искра човечност. Биди и ти волонтер! Не ни требаат наметки за да бидеме суперхерои. Секој чека кон помош, веќе кон навиш. Биди светлина на нечиј нетемен момент. Човечноста е јазик што сите го разбираме. Секогаш има некој што го чека твојот следен добар гест. Кога даваме од себе, добиваме многу повеќе. Мојата сила е во делото, а мојата награда е насмивка на другите. Нашите мали дела се најголемите приказни за хуманост. Да се биде волонтер, значи да го броиш светот во посвети и гори. Ете, прекрасно видео погледнавме кое има мојкна порака за сите млади поготово, а денеска во студиото на Утро имаме токму млади луѓе, волонтери од Општинската организација на Црвениот крст од Неготина. Добро утро и добре ни дојдовте за прв пат во Утро. Добро ве најдовме, ви благодариме за поканата, ги поздравуваме сите гледачи на КТВ телевизија. Мило ми е што се охрабривте за прв пат да бидете пред камера и секако да проговориме малце за сите актуелности со кои се занимавате вие како млади луѓе преку Црвениот крст. Што еве да речеме 2024 ете да наброиме изработивте и кои ви се позначајни проекти? Во 2024 година како најистакнати и најдобро представени активности би ги издвоиле ПХВ проектите и нашиот традиционален проект или така наречена активност е нашата активност која се води скоро многу години. Би ја издвоиле Пријател учат пријателе. Тоа е активност каде имаме неформална дружба меѓу волонтерите и социјално загрозена фамилија. Таму имаме храна која што ја носат волонтерите, како и пијалок. И исто така имаме тимбилдинг активности. Така, добро. Колку време си, ајде да ни се представиш како се викаш, колку години имаш, каде учиш и колку време си дел од оваа организација? Јас сум Веселина Велјанова, доаѓам од Црвениот крст на Неготино. Веќе волонтирам 3 години, учам во средното општинско училиште Свети Кирил и Методи, во Неготино. И тоа. Така. Да. Добро, за следни активности кој ќе говори? Јас ќе кажам за во наредната 2025 година дека ние сакаме да кажам дека сакаме да продолжиме со исто темпо и сакам апел да испратам до младите во Неготино да дојдат во Црвениот крст и да најпрво да станат волонтери, а потоа и да почнат да волонтират и да помагаат на сите социјално загрозени семејства во Неготино. Така, името како ти е? Јас сум Никола Гичовски, доаѓам од Црвениот крст на Неготино, член сум на координативното тело на Неготино и учам во средното општинско училиште со Свети Кирил и Методи во Неготино. Така, добро, пошто спомна нели за волонтирањето, јас сакам да те прашам што треба да направи еден млад човек за да стане волонтер во Црвениот крст? Првен тој треба да има желба. Најпрво треба да има желба и да сака да помогне на социјално загрозените семејства. И јас најпрво се запознав со Црвениот крст во 9-то одделение, кога правевме проект од ЦК ПХВ
Тоа значи дека Црвен крст и промоција на хумани вредности. Тоа значи тука се собираат млади луѓе од Неготино од возраст од 13 до 18 години и тие, како да кажам сега, помагаат. Така. Тоа. Всушност Добро. главната цел на ПХВ проектите е да се промовираат нашите хумани вредности. Различни, мислам, повеќе млади од нашата општинска се собираат заедно и действуваат кон општеството. Промовираме хумани вредности, како што кажав. Имаме интеркултурни проекти, имаме проекти во заедница. Проектите во заедница вклучуваат и парични средства кои ги собираме преку различни активности како турнири, фудбалски и други активности. А интеркултурните се оние кои не ни требаат всушност парични средства за да се одвиваат, туку треба само желба. Таму се собираат дечиња во друга етничка припадност и заедно ги промовираме нашите традиции, нели тие различната од нас и така се спојуваме како заедница. Така, ајде уште ти да ни се представиш. Јас сум Јована Панева, јас сум заменик лидер на клубот на млади во Неготино. Така, ајде како заменик на клубот на млади, која е твојата функција, како ги координираш ти младите и ајде конкретно кои се тие некои проекти кои вас ви представуваат престиж, кои ги направивте и се гордеете со нив. Прво треба да си има голема желба за да бидеш нели веќе заменик лидер на клубот на млади. Веселина е исто така лидерот. Не за може малку и потешко е, но действуваме заедно. Не е лесно. Имаме доста волонтери, имаме околу 50, кои што 30 се нели активни, другите се така по некоја активност пасивно. Да, како што кажав, треба да се има желба. Координацијата оде така лесно со нив ако се има разбирање. Треба да се знае како да се пристапи кон децата, затоа што тие се малку и помали од нас. Нели има од 8 до 9 оделение прва година, веќе тие се да ги задржиме, да продолжат да волонтираат. Да, треба да ги мотивираме најпрво, да се мотивираат за да останат во Црвениот крст. Затоа имаме некогаш и отворени денови и нели за мотивација на волонтерите или за да регрутираме и други волонтери. Така, ајде Веселина да ми кажеш ти сега повеќе за проектите што ги изработивте, што све работевте во изминатиот период позначајно, што сметате дека сте чекор напред во 2023? Да, би ги издвоила исто така тие што ги кажав нели пред тоа. Имаме многу собирни акции кои што доста се добро изведени. Тие собирни акции може да бидат собирна акција за храна, училишен прибор за децата кои што нели не можат да си го дозволат тоа, да. Друго, помагате на семејства, значи градите во домовите, собирате средства и за тоа. Се координирате со фирми за да може тоа да се изгради или самите вие како волонтери градите? Доколку ни е потребно, се контактираме со некои фирми нели за да ни помогнат, но повеќето од работите ги правиме сами и гледаме да ги правиме сами, бидејќи нели ние сме Црвен крст. Јас би се надоврзала со тоа што во годинешната ПХВ проектите, во тие што беа во акција на заедница, дел од групата, групата бидејќи сме поделени во повеќе групи, една група од нас направија и тоалет на една социјално загрозена фамилија од селото Дисон. Таму помогнаа повеќе фирми, сакаме да им се заблагодариме. Мислам дека сега семејството има доста добри услови за живење. Така, значи сепак има добри луѓе, ете и фирми кои сакаат да помогнат. Учествувате во сите, би рекла, хуманитарни настани. Сакам да се надоврзам со оваа тема, дека ние за да собереме средства за социјално загрозените семејства, ние правиме активности, најразлични активности, например, правиме турнири во мал фудбал, во пинг-понг, во кошарка. Имавме направено во киното театарска представа
една од групите во Црвен крст и една група од Црвен крст, нашата група беше од 8 членови и ние сме горди на нашиот успех што го направивме, Црвениот крст. И ние со тоа успеавме, со тие активности, успеавме да ја оствариме нашата цел и да помогнеме на семејството на кое му е потребно тоа. Така, продолжувате и понатаму. Јас сум сигурна дека ќе имате и уште поголеми успеси, бидејќи нели во било каква ситуација и некој друг да организира, сепак има тесна соработка и со волонтерите на Црвениот крст. Колку деца кои ве сретнуваат на улица вака во униформа, ве застануваат или при некоја активност ќе најдат на вас, ве прашуваат што сте вие, зошто сте вака, например, облечени, која е вашата мисија, може ли јас да се приклучам? Има ли интерес кај децата? Да, има интерес. Како, например, пред некоја ден со Јована поставувавме постери во градот Неготино за крводарителска акција и повеќето од луѓето, и млади и стари, доаѓа и не прашува кога ќе се случува крводарителската акција, како може да се зачленат во Црвениот крст и дали кога нареден пат ќе имаме крводарителски акции и така натаму. Да, многу и од младите сакаат да волонтираат, кога не гледаат со активности, многу се заинтересирани. Еве, јас имам другарки кои што дојде во Црвениот крст од кога јас почнав, бидејќи му кажав колку е само убаво чувството да си дел од Црвениот крст и всушност да помагаш, да си дојдеш дома исполнет после активност, да. Така. Што во новава година еве ќе посакате да се случува и какви се активности веќе ви се сигурно испланирани, би спровеле за да се помогне? Јас би сакала на никој да нема потреба да му се помогне, меѓутоа имаме и такви ситуации. Во новата година еве како голема желба да действуваме на малку места, нели да имаме што повеќе малку, да имаме што повеќе малку загрозени фамилии каде што ќе треба да помагаме, но нас нема тоа да ни представува проблем затоа што би действувале каде и да е во било кое време. Би посакале да продолжиме исто така како до сега, да регрутираме и нови волонтери, да покажеме што ние можеме всушност и да ги мотивираме. Да, тие што се сега тука. Да бидат хумани, да помагаат, да шират емпатија, да се сакаат и се останато, бидејќи кога има љубов, кога има разбирање, кога има емпатија помеѓу луѓето, многу нешта можат да бидат поинакви. Мислам дека се слушуват. Да, така е. Така. Ви благодарам што бевте дел од утро. Јас сум сигурна дека и во 2025 односно, леле сме навикнати некако 2024 да си ја викаме. Уште сме 2024, меѓутоа за некој ден веќе 2025. Јас сум сигурна дека во новата година ќе се гледаме повторно со сите ваши активности кои ги имате, бидејќи е убаво да се промовираат, а на тој начин и да се мотивираат се повеќе луѓе да ви се придружат. Ви благодариме на поканата во КТВ телевизија и се надеваме дека ќе се видиме повторно. Секако дека ќе се видиме.